Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тоа беше многу смело. Инам не сакаше да го проголта пијалакот на врачот, па го истури низ прозорецот. Јас ти верувам, Господе Исусе. Те молам, излекувај ме. И индонезиската девојка оздраве. Кога Инам оздраве, прво отиде на богослужба во малата црква што беше во нејзината џунгла. Заедно со другите луѓе радосно ги пееше прекрасните песни за Исус. Потоа им кажа дека Исус ја послушал нејзината молитва и ја направил повторно здрава. А мајка ти? Што мисли таа, кој направи да бидеш добро? Таа мисли дека тоа е врачот кој ми даде нешто да пијам. Ќе ја кажеш ли вистината? Инам размислуваше за тоа кога се врати дома. Често беше тепана за тоа што веруваше во Исус. Следниот ден отиде во кујната и гледаше додека мајка и мелеше зачини. Мамо, веројатно мислиш дека пијалакот на врачот направи повторно да ми биде добро. Но тоа не е вистина. Го истурив пијалакот низ прозорецот. Исус направи повторно да ми биде добро. Така ли е? Тоа значи дека ти не излажа. Не изгледаше премногу лошо. Напротив, родителите веќе долго време беа восхитени од нивната храбра Инам, која веруваше во Исус и покрај сите тепања. Мајка и го насочи погледот кон сонцето. Инам, време е да одиш в црква. Инам ја прегрна мајка ѝ. Прв пат отиде на служба со дозвола на родителите. По извесно време, дури и родителите ѝ се придружија. Инам беше многу среќна додека седеше меѓу татко и мајка ѝ, заедно ги слушаа расказите за Исус. Родителите многу размислуваа за тоа што го слушнаа во малата црква. Тие ја споредија својата религија со верата во Исус, што ѝ даваше сила на нивната ќерка да остане верна, дури и кога беше тепана. Еден ден, родителите решија да го следат Исус. Животот на Инам со Исус ги убеди дека тој живее. И покрај многуте тепања, таа му остана верна на Исус и го сакаше се повеќе. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!